Во основното училиште Никола Карев се реализираат повеќе активности за уредување и опремување на централниот објект во Кочани, како и на подрачните училишта во Градовци и Тракање. Со собствени средства, а дел и од донации, подобрени се потребните услови за изведување на наставата. Од образовната институција истакнуваат дека и покрај малата финансиска криза, поради повлекување средства од сметката заради подмирување за останати обврски за превозот на учениците, сепак проблемите се надминуваат, а планираните инвестиции се реализираат. Ја реновиравме и опремивме целодневната настава, односно училица каде што сте малите дечиња, каде што целиот поголем дел од времето го поминуваат таму со својата претпоставена. Потоа би ги спомнал и училишната библиотека, училишната медиатека, со која ни беа ударни, како да не кажеме ни предвидени проекти во рок од 6 месеци кои што се зацртав и се обврзав пред наставничкиот совет дека ќе бидат завршени. Еве сега можам да кажам за 3 месеци веќе тој дел е завршен, од кога сум назначен за ВД директор, значи ја отворивме училишната библиотека и училишната медиатека со сите оние пропратни работи кои што се вклучени во самите тие. Две простории кои што беа остава во едната се чувале стари работи, во другата не се користеше никако, значи беше руинирана целосно, ги обновивме, се постави нови ламинати, нови работни кабинети, столови, нагледни средства за работа кај дефектологот, кај социологот, компјутери, печатачи, принтери и слично. И веќе тие функционираат и таму се користат исто како дел од училиштето. Потоа би го спомнал овде и осветлувањето, кое што е мака веќе подолг период на нашето училиште, долги години наназад не е обновено осветлувањето, така да што решивме етапно да го санираме, така што првиот спрат е целосно осветлен, од веќе ходниците, влезот сите училници кои што се доле, канцелариите кои што ги имаме, се осветлени и надворешното осветлување, кое што ги репариравме и ги приспособивме старите рефлектори кои што веќе ги имаме. Тоалетот е саниран негде 70 или 80% и внатрешно. Имаме еден проект кој што го чекаме во текот на наредната година. Влеговме во еден проект преку МОН со 16 или 17.000 евра. Ќе се реновираат оној дел од вицината кој што не е реновиран и одредени на кабинетите овие прозорите кои што се горе ќе бидат целосно реновирани. Покрај потребите на Централното училиште во Кочани се реализираат активности во подрачните училишта. Еве во село Тракање го отворивме и првиот курс по англиски јазик, каде што дечињата од село Тракање нема да мора да доаѓаат во градот, туку ќе може да изучуваат англиски јазик во самото училиште. Подрачно училиште, направивме кабинет по информатика, благодарение на донација исто од Борче, кој што ги репарира по старите компјутери, стапиме во контакт со него, ни ги додели 20 компјутери, 10 се во село Тракање, 10 се во село Грдовци. Овде можам да кажам дека однесовме и во село Тракање и во село Грдовци исто така интерактивни табли. За прв пат ги однесовме таму, заедно со прожектори. Веќе ги користат тие интерактивни табли, учениците учат на нив. Едноставно сите услови кои што ги има во Централното училиште веќе ги има и во подрачите во село Тракање и во село Грдовци. Овде во Централното училиште го цртавме целосно игралиштето кое што го имаме надвор. Значи беше можеби 20 години не избелеано, не оцртано. Еве сега заедно со ученичкиот парламент и со одредени наставници кои што сакаат да ни помогнат, веќе тоа е санирано целосно. Е средено нареден проект ќе ни биде во село Тракање да го одбележиме тоа игралиште, бидејќи во село Грдовци веќе е одбележано. Покрај овие активности, со донаторска помош во механизација и работна рака, обезбедено е уредување на паркинг простор пред влезот на училиштето, каде е поставен гребан асфалт, а површината е израмнета и обележана. Во наредниот период се најавува уредување на училишното бифе, кое повеќе години не се користи. Исто така ќе се реновира и просторијата за техничкиот персонал во училиштето.